Добре дојдовте во новото издание на Скопје Але Але. И знаете како, кога треба да имаш нов соговорник и кога тој баш пред снимање ќе направи нова песна и баш за Скопје, идеално. Дина Јашари во новото издание на Скопје Але Але. Фала ти многу за гостувањето и благодарам што и младите знаат да напишат песна за својот град. Фала ти, Кате. Баш кога ми пиша и кога ми се јави и кога ми го кажа насловот на емисијата, со радост прифатив. Да. Ајде да пушаме со тоа, со новото пакетираме со приказната твоја. Градот е твојот град, твоето место, зошто го сакаш Скопје би било првото прашање, поутаму ќе дојде и како дојде до приказната за градот. Може. Скопје го сакам првично најмногу заради луѓето. Има посебно место во моето срце и патувам овие неколку години, цело време имам концерти, одам на турнеи. Но секогаш ми е преубаво кога ќе се вратам дома и кога ќе си ги видам луѓето. Во моментов не ни е во најзавидна состојба градот, мислам многу работи се случуваат и тоа е факт дека страшни работи се случуваат, но сепак јас сум оптимист и пробувам да имам надеж дека можеме ние да направиме да ни биде поубав градот. Почнувајќи од себе, таа песна, текстот си кажувам во текстот искрено каква е состојбата, но има некоја нишка на надеж. Да, последната, како беше тивко е, ама како беше тивко е? Топло е, но може да застуди. Добро. Ќе бидам сонце, некој да ме разбуди. Така да, мислам дека сите ние можеме да видиме сонце, да. И да почнеме од себе. Да. Каков би сакала да биде градот? Па би сакала да има зеленила многу повеќе, да има паркови. Мислам дека не знам што попрво да кажам, ама луѓето какви што сме би сакала да си бидеме така топли. Такви, да. Би сакала да имаме повеќе зеленила, да бидеме посвесни за нашата околина, мислам на културата, не знам, со отпадоци, фрлање, такви работи. Може да биде многу почист градот, може да биде многу поорганизиран, може да имаме автобуси. Може да имаме автобуси кога треба. Да. И да имаме автобуси. Да. И не знам, да не можеме малку да бидеме покултурни во сообраќајот. Денес намерно не дојдов со кола, затоа што знаев дека ќе имам многу пречки додека да стигнам и не сакав тоа да ми влијае на моето расположение. Исто така, не знам, јас сум човек што вози исто така велосипед и таму исто така може да имаме велосипедски патеки сегде. Можеме да имаме култура во возењето велосипеди и сега поново нели тротинети. Не знам, има уште многу работи. Многу задавање. Добро, ќе ми кажеш уште нешто за пред крајот или за окружување на оваа емисија. Сега, кога ја создаваше песната и кога се создаваше и видеото, кои се луѓе беа на патот тука да ти кажат дали им се допаѓа? Како се прави тоа? Инспирацијата доаѓа, се пишува и потоа каков е тој процес? Чисто ова за градот ме интересира. Да, во процесот на креирање, градот долго време и требаше да созре, да се изгради до тоа што е. Јас почнав да ја пишувам 2022 во ноември. Го памтам моментот. 3 години тлее таква. Да, тогаш ја почнав идејата, имав строфа и рефрен и некако ја оставив во фиока. Дојде ноември 2023. Некако таа атмосфера Скопје во ноември ми е песната. Ја допишав, значи зборам за текстот и мелодијата, ја финиширав во 2023 ноември. И битот го направи, ја имав како песна, потоа го викнав Лука Тошев, кој што е гитарист, кој што свири со мене, ги направи тие гитарски линии, потоа заедно со Димлак, Димитрije Марковиќ, ја дотеравме продукциски песната да звучи подобро. Миксот го направи Драги Иванов, Рој Реклис мастерингот. И исто така песната беше готова уште лани, ама сакав да има и еден убав спот. Доана Кити го направи спотот и буквално видеото ја го представува и мојот процес на размислување
додека ја пишував песната. Пошто ја песната си ја пишував во мојата глава. Аха, супер. Додека се шетав по Додека се шеташ низ Скопје. И додека беше ладно. Ладно во ноември. Да. Да. Кажи ми сега, има многу песни за Скопје. Има никоја која што вака баш ти се допаѓа од тие другите? Да речеме, оваа Скопје има микроклима, нали, Писол можеби е најизведувана или најпозната или Секој време си носи веројатно свои песни кои што треба да зборуваат за Скопје, нели? На тој начин да остануваат спомените за него. Од оваа перспектива Скопје сега не има микроклима, не има изгор лето ни кучан зима, затоа што све е некако изменато. Па ова е многу интересно, како јас ја крстив градот. Аха. Кај железничка има еден знак. Добро. Градот зелен пак ќе никне. Го знам. Да. Сега свети само градот. Барем светеше лани, само градот. Значи ни зелен ни ќе никне. И сега свети само градот. Супер. И тој знак ми беше инспирација така да ја крстам. Да. И еве така некако ќе го поврзам и со муабетот што го направив пред малку, дека градот убав, градот зелен пак ќе никне. Таму ќе ставам мојата надеж. Така е, да. Зборуваме сега за, не знам, се сеќавам сад на градот убав пак ќе никне, или песна од Златно Славече. Имаше можност да ги видиш тие златни времења на Златно Славече или не? Па, генерацијски сум била, ама никогаш не сум... Не си била дел од... Јас уште од мала си викав ова за деца. Јас се слушав тогаш Bee Gees. Bee Gees и Beatles. Охо! Татко ми влијани, јас се посмеја, тоа е за деца. Аха, добро, супер. А каде учеше основно? Основно во Дана Крапчев, во Ченто. Во Ченто? Да. Тоа е твоето мало? Таму живееш и сега? Да. Ајде таму сега да се насочиме во приказната за Скопје. Какво е Ченто? Какво е Ченто во твоите очи? Какво е Ченто денес? Какво беше како дете? Ченто, некако, да, тоа е многу интересно дека јас, убаво што го спомна основното, во моето основно училиште имаше многу деца од различни националности, различни вери, различни семејства. Многу бевме мешани и јас бев навикната да гледам многу различни деца и да сите заедно. Да си играме на улица, да играме жмурка, сите тие игри, да си возиме точаци низ мало. И после кога се запишав во Крчагин, во средна, јас имав културен шок. Зошто, Дина? Одеднаш Ченто центар осетив разлика. Затоа што прво мислам, нели во Крчагин е познато дека се запишуваат тие најмногу што учат, сите што се, пошто јас бев првенецна генерација во основно. И после одеднаш одам во средно кај што сите се првенци. И више не сум главна. И гледам и се чувствува разлика, мислам, се чувствува. Што значи културолошкиот шок? Сега ајде вака да го дефинираме. Овие центарски вејли, да бидам политички коректна. Не мораш ни да бидеш, мислам, са, кажи си како мислиш, не. Осетив поделба, осетив осудување, некако не знам, осетив дека не се толку мешани децата и дека и во главата немаат. Одеднаш моето презиме е различно и такви некои работи, кои што претходно јас тоа не го чувствував. Да, те праша некој те? Па да, мислам, не го мислам во лоша смисла. Аха, да, меѓутоа пак е, да. Била супер прифатена. Така. Само посвесни се луѓето за разликите и различни луѓе што дека постојат. И така ми беше, не знам, мислам, немам лош збор за Крчагин и за децата таму, стварно супер се поминав, само во моите очи осетив разлика. Да. Добро, чекај малце, не беше твојот сон музика од мала? Па беше. Што правиш у Крчагин тогаш? Да, па што не се запишеш во музичко? Затоа што ако се запишеш во музичко средно, тоа значи дека само музика ќе учиш. Ти требаше да имаш уште една плюс професија. Мене ме интересира, не знам, тогаш мислев дека сакам математика, биологија, не знам. Да. Ми одеа, не знам. Ја многу сакав исто во средно филозофија, психологија, таков смер бев. И не сакав, а на музичко си ограничен, некако само музика учиш. Да. И си реков, како јас на 14 години ќе знам дека сакам само со музика да се бавам. Добро. И затоа ми беше супер во Крчагин што учев, затоа што и сметам дека е убаво гимназија да се учи. За
општа култура, нели, Да се има. добијат некои работи. Да. А не можеше паралелно, не можев ни Вонредно не можеш да студираш средно. не да, учиш постоеше средно. таа опција да Така, учам паралелно. Да. Не, никогаш не постоела опција, како што се Епа, сеќавам. Да. да. Можеби факултет, можеби можеш да тераш, И ама затоа после си сватив на Да. 18 години, сватив дека дефинитивно ништо друго не ме интересира. И се запишав на ФМУ на смерот популарни. чекај малку жанрови. сега. Јас Да. пошто знам многу работи за тоа средно и музичко и така натаму, имам некои кои што ми раскажували, сама сум се сведочала. Тежок беше патот заради тоа што знам. Порано беше вака. Беше ако не си одел во нижо музичко, ако не си одел во средно музичко, нема што да бараш на факултет, нели? Или е потежок процесот, треба да си гениалец, треба да си многу талентиран, треба да си, не знам, изврот од правилото на сево ова што го кажав претходно, за да те примат. Да, па можеби сум гениален. Не, Не, сериозно. Имаше ли проблем во процесот на доаѓање на факултет? Да, имав, мислам, се спремав јас цело лето, зимав часови дополнителни за приемниот испит. Ама позитивното нешто во овој смер, популарни жанрови, е затоа што нели во средна школа се учи класична музика. Така што не како би се припремил за популарни жанрови, да. затоа што тоа е скроз друго. Факултетот е друг од средното, да речеме, музичко, Да, така? мислам, и нашиот смер популарни жанрови учиме други работи, други правила од класичниот смер. Да. Така да со тоа се отвара опцијата да можеш ти без претходна музичка едукација да се запишеш во тој смер, и повеќето бевме гимназијалци во тој смер. Па супер. Затоа што таму се учи џез. Аха. А џезот нема врска со ништо друго. Со класиката што се учи во средно и така И е натаму. многу лесно, мислам, и многу е подобро да си, нели она што се вика табула раса, да дојдеш со никакво предзнаење, отколку па да имаш класично знаење и да пробуваш да се прешалташ на џезот. Така да тоа е предност. Да. Да, добро, сега можеби ова се некои работи кои што би било во профилно интервју, но се ова се работи кои што се случуваат во градот. Нели да не ни забележат оние што ја слушаат ова приказна, а мене ми е инспиративна. Да, се додадам дека ми е така некако посебно место ми има во моето срце, затоа што така е поспоро е од останатите делови од градот. Единствено што ми пречи е што ми е далеко од центар, така секогаш ми треба повеќе време да стигнам. Колку време ти треба? Мирно. Па со точак, например, пола сат. Добро. Ама со кола, ако има гужва, некогаш саат и пол сум возела до 4. Ле, саат и пол. Да. Боже. Ама сега гледам да сум во таа околина, имам блиску и сега студио си направив. Супер. Така да тој дел ми е сега. Во Ченто, тамо некаде, во близина? Во близина, да. Да, супер, добро. Ме интересира уште нешто. Поинаква си во пристапот, во создавањето и во пењето, во изведувањето на музиката. Што рече Андријана Јановска како твој ментор, да речеме, како твој професор? Ти кажуваше ли каков е начинот на твоето пеење? Дали имавте некакви моабети околу тоа? Да, па тоа сум многу среќна дека мене ми беше тоа страф дека кога ќе се запишам на факултет ќе треба некакви правила да бидат тоа. Можеби некој ќе ме форсира јас со вокалот да пробувам работи, што знам примери такви. Кај што повеќе убаво пееле некои пејачки пред да се запишат на факултет после тоа. А јас сум многу среќна што Андријана ме тераше по интуицијата да се водам. И буквално јас имам одреден распон и има доста професори кои што те тераат да го пробиеш тој распон. Андријана ми викаше тоа е по природа, тебе вокалот ти е до тука и така и ќе го тераме, нема што да се форсираме. Така е. И сакам, фала Богу, некој ме разбира, затоа што претходно дури сум добивала одбивност затоа што ме форсирале да правам работи што не ми се природни за мојот. Не сакам, не ми се допаѓа. И баш ме мотивираше да правам своја музика и баш кога ја работев, беше и ковид време тогаш, јас си праќав снимки и викам, види се мачам тука, тешко ми е, Дина супер си, само напред. Јас сум многу среќна што добивам таа поддршка. Да. Кои се, ќе заборам само да те вратам малце во Ченто и во основно. Имаш другари од тоа време со кои што се уште комуницираш? Да, имам и буквално од 9 години што се дружиме и се уште се дружиме. Така. Дури имам другарка од Ченто што се пресели во Австралија и уште сме блиски како уште да си како тука, да. Така да, не знам, и тие другарства од Ченто ми се посебни. Дури и сега,
најчесто во круговите во кои што се движам нема многу луѓе од Ченто и кога ќе се споиме со некој посебна врска е таа, не знам, никако. А што се играша? Што игри игравте? Сега ти си некоја генерација која што не знам дали имаше некој што цело време беше на телефона, имаше некој кој што може би игра жмурка, не знам, што се играше? До 8 оделение јас немав, мислам имав телефон таму во 7-8 оделение, ама не знам, игравме надвор жмурка, игравме плочка, не знам, брканица, не многу жмурка игравме. Игравме карти многу и онакви друштвени игри. Да. Катан, Монопол, Сетлерс, така. Монопол. Да, многу сакавме. Кент игравме многу. Кент? Да, многу сега ми си игра пак. Буквално се собиравме со другарките кај мене и си игравме карти. Да. Веројатно не ти се допаѓа што пак сега им се случува на младиве, отидоа скроз во друга насока, телефони и никаква социјала. Па да, не знам што да мислам, затоа што и тоа е сепак дел од ново време. Да, затоа што и јас така да сум растала, сигурно и мене тоа ќе ми било начинот. И за нив е тоа природно и оние така се дружат. Се додека тоа не влијае врз нивниот развој и нивната ментална состојба, мислам дека е окей. А ако тоа ги затвори, пошто има и такви случаи кои што не знаат ни да комуницираат, во тој случај е лошо. Да. А од средно, од Корчаген имаш корчагиновци кои што ти се пријатели? Да, си. Да? И Тоа јат на свирки, те поддржуваат. Да. Добро, супер. А од факултет? Па со тие си работиме заедно. Си работи сега сте група и така натаму и така намаму. Да. Друго нешто сега ме интересира. Ме интересира да речеме кога ќе отидеш некаде. Нека и најблиску тука, не знам, во соседство, не знам каде. Добро. Колку го носиш градот во себе и сето она што значи твоето, да речеме, нели? Во тоа и колку потоа од тоа таму убавото се враќаш овде па се обидуваш да го вметнеш во твојот живот. Многу интересно прашање. Да, баш еве во последно време имам другарка, мислам повеќе другарки од Белград и од Загреб, што секогаш, не знам, такви пријателства имаме склопено низ годиниве што патуваме цело време, што сега се осеќам како да сум дома кога ќе отидам таму, да. И тие тоа го чувствуваат исто кај нас, еве ќе кажам за бендот на пример. Како трио патувавме, јас со Лука и со Драган. И тие ја осеќаат нашата енергија, гостопримливост, затоа што тие кога ќе дојдат и ние секако ги третираме. Така е. И они ја чувствуваат таа топлина во нас и секој пат ни се радуваат кога ќе отидеме. Да, имаме едни пријатели, Сара Ренар и Димитриевич во Загреб, кои што они се исто така музичари и секој пат кога ќе отидеме, они нас не пречекуваат со ручеци, со чуда. И мислам дека тоа е многу важно нешто. И мислам дека привлекуваме луѓе слични на нас. И тоа е нешто што треба да го зачуваме, затоа што ние сме препознаени во Македонија како гостопримливи и топли луѓе. И еве исто така Ефтерклан ги спомнав. Да, Ефтерклан пред да почнеме така. Данскиот бенд кој што значи едни данци што не личат на данци. Да, како ванземја не се. И тие се заљубиле во нашата култура и упорно доаѓаат секоја година и јас со нив стекнав такво пријателство да се сретнуваме цело време и секој пат кога имаат концерт ме викаат со нив да пеам на бина. И не знам дали го одговорив твоето прашање, ама топлината, гостопримството го носиш и новото и убавото, нели, и убавото овде и го носиш и убавото од Скопје во другите градови. Така некако. Да. Знаеш ли што сакам сега? Во едно твое и мое заедничко интервју допревме некоја тема која што веројатно била недопрена дотогаш за тебе, така некажана. Може би некој ќе се налути, ама јас мислам дека ти мене нема да ми се налутиш. Да, да речеме, кои се советите од твојот татко на кој што си сега вака баш нели, баш сум појака заради тоа што тој во Скопје, во Ченто ми кажуваше слушајќи ги Bee Gees и Beatles, каде можам да стигнам, што можам да направам со себе самата. Да, па тоа е нешто што го сваќам низ годиниве и се обидувам наместо да сум нели лута, гневна зошто го немам сега.
и сум го имала само 18 години, почнувам да бидам многу благодарна затоа што сум имала таков прекрасен човек. Што те научи, Дина? Тие години доволно ми дал љубов и поддршка за тоа што го правам, за тоа која сум јас. Што јас тоа го имам во себе и можам да живеам со тоа. Да. Не знам, така, кога поминував низ тешки периоди, ми имаше кажана една реченица што мислам дека е многу важно. Секоја ќерка да ја слушна, тоа е: Дина, ти си сакана. Значи, што и да ти се случува, не знам, ништо и да поминуваш, знаеш дека имаш безбедни луѓе околу тебе, што те сакаат. Да. Таа реченица, не знам, мислам, сум се расплакувала низ годиниве, затоа што е многу важно да некој го чуе тоа од својот татко. Така е, да. Ми се чини дека живееме во време во кое што не си ја кажуваме таа реченица често. Те сакам или не знам. Во Скопје, каде и да. Нели на Балканот исто. Така е, да. Постарите мажи не покажуваат не покажуваат љубов, не треба да те гушне татко ти, тоа е као. Да, он мене секој, мислам, да, пошто сум нели омилената ќерка. Секогаш така ми каже: ти си моја омилената ќерка. Викам: што значи ова? Единствена ќерка сум. Да. И па тоа е фора. Секогаш ме гушкаше, секогаш ми кажуваше такви зборови, тоа јас многу го ценам и тоа е тоа што ме води. Така и една порака да испратам. Дека е многу важно да се кажуваат тие зборови, затоа што не знаеш кога ти е последен момент со некој, а не знаеш колку може тие зборови да влијаат врз другата личност. Така е, да. И тоа е дел од се што правам сега и буквално таа енергија што имам, таа сила да творам и да пеам, ми е секако и од мајка ми, а секако и од татко ми, кој што иако е одсутен, сепак е присутен. Така е, да. Веројатно си правите муабет, нели, кога си насамо и кога му кажуваш. кажуваш. Да, и често го сонувам. Аха. И така во соништата си правиме муабет. Му кажуваш до каде си? Да, мислам дека знае. Знае. Така гледам на тоа. Да. Енергетски, нели, се поврзуваме сите, но каде би сакала да стигнеш и дали Скопје е твоето место, кое што секогаш ќе ти биде прибежиште. Иако си премногу млада да зборуваме сега дали твојот пат е, не знам, некаде далеку, светот е отворен, така, секогаш бил отворен, но по него или по патот можеби ќе имаш некакви препреки, зборам, виза, не знам, не можеш да стигнеш, не знам, многу пари ќе се потрошат по пат, па нема да ништо да направам од она што ќе го направам таму, нели, од парите што ќе ги земам таму и така натаму. Зборувам, но каде би сакала? Кај се гледаш? Да, мене би ми било идеално, мислам, и мојата професија што сум ја одбрала, за среќа или несреќа, ме држи да сум тука, затоа што јас творам музика. Тука. И на мојата музика е на македонски јазик. Така. За каде, ако не е за тука. И не се замислувам да пишувам музика на друг јазик, затоа што мојот став е дека ова е многу интуитивно нешто, не може поинтуитивно од мајчин јазик да биде. И многу би сакала, мислам, да немам причина да се одселам од тука. Мене ми е преубаво како што се живеам сега овие 3 години. Вака да ми е цел живот. Да си патувам, да, затоа што на прекрасни дестинации патувам цело време. Минатите 2 лета по хрватски острови ги поминав по фестивали. Шубаво. Имаш и време за бањање, така? Да. Па добро. Обавезно, еден ден свирење, друг ден на плажа. И така. Супер. Не знам, во Лисабон свиревме. Лисабон вела дека е многу убав. Прекрасен е, мислам. Таков е шарен како нешто подсетуване. Тоа е измешани култури и бои, прекрасно е. И не знам, така, би сакала да патувам, но на крајот од денот да се вратам дома, кај што ми се моите луѓе и да можам да живеам пристојно. Се живее пристојно од твоева? Па во моментов е окей, да. Не, пак треба да се живее, да кажам, не би можела да бидам у моментов, не сум богата сум во душа. Така е, да. Ама може, доколку, мислам, еве и ти го знаеш тоа, треба да работиш 20 работи во исто време. Така, за да можеш да околу тоа преживееш. нешто, да, ама не можам да се замислам да работам друга работа. И во секој случај го одбирам ова и мислам дека е возможно доколку ти се мислите насочени.
Да. Што велат оние кога ќе излезеш таму и кажеш дека си од Македонија? Каква е реакцијата на луѓето? Имаме секогаш некакви стереотипи за тоа како не гледа некој друг. Па Од Скопје, од Македонија, Да. нели? Хрватите особено не сакаат. Да? Да, не знам на што се должи тоа, ама секогаш преубаво си поминувам во Хрватска и најмногу наслапи имав таму последната Браво. година. Јас се движам во такви кругови, кај што луѓето се многу нормални. Отворени, такви, да. И се така сакаат уметност и не гледаат ништо друго, значи сегде и во Србија и Хрватска и Словенија кај што сум била ми било секогаш преубаво. И сме им многу симпатични, дека не разбираат. Мене не знам колку ми е тоа симпатично, ама ете се трудам и сегде ми викаат Дина, сакам. Сакам. Yes, добре. Тоа е. Научивте. Сакам, па почеток е добар, Да. сакам. Да, уште 2 и кусур минути имаме до крајот на ова интервју и имаше уште многу закажувања секогаш, приказни за Скопје секогаш. Тоа е целта, ќе се видиме повторно и повторно ќе раскажуваме тогаш некои нови приказни. За заокружување. Спомена на почетокот што е она што би сакала да му се случи на Скопје. Ама ако треба во една реченица, што би рекла? Скопје але се вика оваа емисија, како навивам за Скопје. Добро. За какво Скопје во една реченица навиваш? Леле, 2 минути. За какво? За сончево Скопје. Сончева? Зелено Скопје. Добро. Толку? Толку. Добро. И сега за крај. Ја не го знам текстот. Добро. Не знам што ќе правам. Ама ти градот, кажи ни нешто од градот за крај на емисијава. Во камера. Отпе нешто. Добро. Од градот. Да, чекај, барам некој надеж. Да пеам? Да бе? Сакаш? Може. Можеш. Топло е, но може и да застуди. Оклоп имам заштита од снегови. Ке бидам сонце, некој да ме разбуди. Се додека никој не раздели. Фала, Дина, продолжи така, ќе има и нови песни и нови средби, така? Фала ти. На двор,